Од постоењето до денес, членството на заинтересирани занајчии во кластерот за креативни индустрии и креатива се повеќе се зголемува и бројот е веќе над 40 компании и издруженија кои се занимаваат со креативни индустрии. Приоритетните задачи на кластерот е да се зголеми членството со клучни носители на креативни индустрии, дизајнери, уметници, занајчии, архитектонски бироа, дигитални медиуми, писатели, консултантски фирми и издавачи. Една од стратешките цели на кластерот е вмрежување на атрактивностите и поттикнување на интерактивноста на членките. Кластерот има доста голем број на членови, тоа се мали и средни предпријатија од областа на креативните индустрии. Сега се зачленуваат и организација, односно мали и средни предпријатија од Република Бугарија. Има преседател на кластерот, управен одбор, надзорен орган е формиран, изработена е програмата за работа на кластерот и акцијскиот план. Според Здравева, она што треба да следува во иднина е председателката Виолета Пеева да повика состанок на управниот одбор со цел да се одредат приоритетите. Јас лично очекувам како раководител на центарот поголем ангажман од страна на председателот и управниот одбор да почнат веќе да размислуваат околу можности за изработка на предлог проекти и аплицирање со тие предлог проекти на отворените повици што ги има и можности за обезбедување на средства, бидејќи нормално кластерот во иднина треба да биде и самоодржлив. Како доказ дека границите не се пречка за соработка меѓу фирмите е тоа дека кластерот Креатива е проект за меѓугранична соработка и тоа со Република Бугарија. За таа цел кластерот за креативни индустрии покрај во Штипки има своја канцеларија и во Брезница, општина Гоце Делчев во Република Бугарија. Заради согледување на приоритетите, раководството и дел од членовите веќе имаат одржано неколку работилници, а реализирани се и посети во фирмите на потенцијалните членови на кластерот од Република Бугарија, текстилна фабрика и фабрика за чевли. Идните полиња за соработка меѓу општините од двете страни на границата се инфраструктурата, економијата, културата, спортот и образованието, за што се наменети 20 милиони евро од европските ИПА фондови за меѓугранична соработка. За поуспешна соработка, она што е најважно е да се развијат заедничките маркетинг активности со континуирана и добра информираност на членките околу трендовите во креативната индустрија на регионално, национално и меѓународно ниво.